Робо 01 ќе биде опремен со четвртото ниво на автономно возење, додека изгледот на серискиот модел ќе претрпи минимални промени. Визуелно има аеродинамична форма со многу кривини и врвен дизајн на кого се истакнуваат LED светлота кои имаат дигитална технологија со вештачка интелигенција кои комуницираат различни сигнали со околината, особено со пешаците. Влезот во кабината е олеснет со комбинација на предните врати што се отвораат нагоре и задните во спротивен смер на класичните. Внатре, Jidu Robo 01 има широк екран во висока дефиниција на контролната табла, камери што ги заменуваат ретровизорите, правоаголен волан што се склопува кога автономните технологии го превземаат возењето, футуристичка централна конзола со области чувствителни на допири и 4 индивидуални седишта. Jidu се потруди да обезбеди софтвер за вештачка интелигенција Duer OS, додека хардверот се состои од чип NVIDIA Orin X и процесор Qualcomm 8295. Што е уште поважно? Два лидари се појавуваат од двете страни на хаубата, при што секој од нив интегрира 128 ласери кои ја скенираат околината до 200 метри раздалеченост. Тие ќе бидат комбинирани со 20 камери, 12 ултразвучни радари и радари со 5 мм бранови кои континуирано ја скенираат околината. Во моментов највисокото ниво на автономно возење на пазарот е ниво 3 од Mercedes-Benz, па затоа и голема работа за кинескиот производител е да го представи нивото 4. Во реалноста, Jidu Robo 01 ќе може сам да вози поголемиот дел од времето, а возачот ќе го надгледува. Ксија Јипин, извршен директор на Jidu, рече дека во новата ера на автомобилите правата на возење ќе бидат префрлени од луѓето на вештачката интелигенција. Jidu не даде детали за електричниот погон. Производството на Robo 01 треба да започне во 2023 година од страна на Гили, а набргу ќе следуваат првите испораки на моделот во Кина. Цената ќе биде блиску до 200.000 јуани, приближно $30.000, што го прави прилично ефтин за технологијата што ја носи. На првиот електричен автомобил на Jidu ќе му се придружи втор сериски модел кој ќе биде лансиран на пазарот во 2024 година.